Добар ден на сите. Почитувани, ВМРО-ДПМН е партија која работи во интерес на граѓаните на град Скопје со цел подобрување на квалитетот на живот. Нашите заложби за решавање на проблемите на граѓаните се гледаат на дело сите овие изминати години. По доаѓањето на власт во 2009 година, локалната власт во градот Скопје, предводена од советничката група на ВМРО-ДПМН и градоначалникот Коце Треновски, започна процес на финансиско и економско закрепнување на сите јавни предпријатија. Така, за јавното предпријатие комунална хигиена набавена е нова механизација и возен парк со повеќе од 80 нови камиони за комунален смет и модерни системи за собирање на сметот. Исто така како и набавени се подземни контењери. Додека пак во јавното сообраќајно предпријатие Скопје набавени се 300 нови автобуси, модернизирани се и автобазите. Предпријатието Паркови зеленила и улици и патишта се во подобрена финансиска состојба и за нив се набавени нова механизација и опрема. Значи, сите јавни предпријатија се финансиски стабилни, што е најдобар показател за домакинското работење во градот Скопје. Ние нема тука да запреме, туку ќе продолжиме со поддршка на работата на овие јавни предпријатија, а пред се во насока на зголемување на квалитетот на услугите кои тие ги даваат на граѓаните на градот Скопје. Во таа насока советничката група на ВМРО-ДПМН на денешната седница ќе ги поддржи предложените инвестициони програми на јавните предпријатија за 2017 година, со која продолжува опремувањето на јавните предпријатија со опрема и со механизација. На денешната седница ќе бидат предложени инвестициони програми на 3 јавни предпријатија во кои се предвидени инвестиции во набавка на механизација, опрема, возила и други важни инвестиции во износ од над 212 милиони денари или околу 3,5 милиони евра. Прво, за потребите на јавното предпријатие Паркови зеленил, во 2017 година ќе биде набавена нова опрема, што значи возила и механизација, за што ќе се инвестираат над 20 милиони денари. Второ, за потребите на јавното предпријатие улици и патишта, во 2017 година ќе биде набавена нова опрема, значи возила и механизација, за што ќе се инвестираат 25 милиони денари, додека ќе се одвојат дополнителни 30 милиони денари за изградба на нови простории за секторот механизација, со што ќе се затвори ова повеќе децениско прашање. Трето, за потребите на јавното предпријатие комунална хигиена ќе се набави нова механизација и возила, за што ќе се издвојат околу 72 милиони денари, понатаму околу 20 милиони денари за набавка на дополнителна опрема, садови за смет и уште 45 милиони денари за реализација на проекти како постапување со отпадот и поставување на подземни контењери, рециклажа и собирање на кабаст отпад, или вкупно над 137 милиони денари. За подсетување, пред неколку недели на минатата седница на Советот на град Скопје беа усвоени и инвестиционите програми за 2017 година на јавното предпријатие Градски паркинг, јавното предпријатие Водовод и канализација и јавното сообраќајно предпријатие Скопје. Почитувани, во 2017 година за опрема, механизација и возила, како и за инфраструктурни инвестиции, јавните предпријатија на град Скопје ќе инвестираат близу 3 милиарди денари. Ова е само уште еден доказ за разликата помеѓу нас и нашите политички противници. Додека СДСМ беа на власт во градот Скопје и јавните предпријатија ги оставија задолжени, ги оставија јавните предпријатија нефункционални и сите тие беа на работ на пропаста. Ние реализираме проекти, купуваме механизација, опрема и нови автобуси, се во насока на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните во градот Скопје. Ви благодарам.